Почитуван председател, почитуван началник, ваши екселенции, почитувани припадници на армијата на Република Северна Македонија, почитувани граѓани и представници на медиумите. Меѓутоа, денеска би требало да почнеме со поздрав до нашите почитувани мировници, од кои денеска голем број се тука. Особен поздрав за оние кои неодамна се вратија дома. Почитувани мировници, добре дојдовте дома и ви благодарам за службата, ви благодарам за храброста, ви благодарам за издржливоста. Ви благодарам за сето ваше залагање, знаење и мотивација, за способноста која што ја покажавте и кој го потврдија она што ние го знаеме, но сакавме да го покажеме и на другите. А тоа е дека вие сте војниците на армијата на Република Северна Македонија, на кои НАТО алијансата може да се подпре. Како и вашите колеги од сите досегашни ротации во мисиите одлучна поддршка ИСАФ во Авганистан, јас сум убедена дека овие искуства, овие вештини, сите научени лекции ќе ги пренесете дома. И така ќе помогнеме да се развиваме како вистинска НАТО армија и вистинска НАТО членка. Нашата мисија во Авганистан по речиси 2 децении активно учество на припадниците на армијата заврши. Како што вие ротација по ротација покажувавте дека сте вредни да ги штитите колегите или предпоставениот од Соединетите Американски држави, од Турција, Германија, Норвешка, од сите други земји, учеснички во одлучна поддршка или ИСАФ, така и ние од самиот почеток во 2002 година покажавме дека сме верни на вредностите, принципите и одлуките на Алијансата. Одлуката во далечната 2002 да се замине на мисија во Авганистан не беше лесна. Но издржливоста да се издржат сите овие речиси 20 години, дури и во моменти на наши разочарувања, беше уште поважна. И нашето денешно членство навистина е заслуга на сите над 500 припадници на мисијата одлучна поддршка и над 3000 припадници во мисијата претходник ИСАФ, која започна во далечната 2002. Ова го кажувам не дипломатски, не формално, туку навистина од срце. Вие бевте не само влезница за сите нас, да можеме да ја представиме државата во НАТО. Вие бевте влезницата на Република Северна Македонија да пристапи кон најмоќната воено-политичка алијанса. Покрај сите политички напори, вашата жртва, вашиот ризик, вашата одговорност, вашата работа беа тие кои не представија во најдобро светло. И затоа дозволете ми и во мое име, и во име на Министерството, и во име на владата, но и во име на сите граѓани, да ви се заблагодарам за големата жртва која што ја направивте. Тоа беше голем адут, кога ги биевме последните битки да станеме членка на НАТО. Не постоеше состанок, средба со представник на НАТО или на членка на Алијансата да не биде споменат вашиот придонес. Да не биде споменато нашето знаме кое што се вееше долги години во Кабул и во сите други команди. Нашето воено присуство во Авганистан заврши, но нашата посветеност, како и посветеноста на Алијансата, на Авганистан не. Заедно со сојузниците ќе продолжиме да даваме поддршка на афганистанските безбедносни сили во нивниот развој, но сега одржувањето на мирот, безбедноста ќе бидат пред се одговорност на народот во Авганистан. Нивна задача ќе биде да стават крај на насилствата, да го почитуваат владењето на правото и човековите права, да ги искористат лекциите кои несебично ги споделувавте со нив. Почитувани припадници на последната ротација на армијата, ви благодарам што и вие не представивте во најдобро светло. Сакам да се заблагодарам и на оние кои служеа во главниот град, во командата како штабни офицери и подофицери, на сите оние кои служеа во командата и единицата за обезбедување на главната команда во Кабул, на штабните офицери претходно во командата Север, како и на медицинските лица кои беа дел од норвешката Рол-2 болница и кои што ни помогна во моментите на нашето членство во НАТО да се подготвуваме за нашата следна НАТО цел.
Дозволете ми да завршам со наша заедничка благодарност на сите, буквално сите, учесници и помагачи на нашето учество во мисиите ИСАФ и одлучна поддршка, кои што работеа и како пешадија, и како обезбедување, и како штабни офицери, како дел од специјалните единици, да им заблагодарам на инструкторите и на медицинските тимови. Сите тие можат да кажат дека гордо си ја представуваат татковината и сите тие можат да кажат дека заради нивното учество, заради нивниот труд, заради нивното залагање, македонското знаме сиве овие години гордо се вееше како дел од НАТО операцијата. Ви благодарам за се.